И добре дојдовте во најлабавата емисија во етерот. Ние пак сме денес тука да си лабавиме, неделно убаво пуштено, лабаво скроз. Со нас имаме уште еден лабав човек, ни доаѓа од градот Штип, мој колега, музичар, свирач, текстописец, аранжер, што сакаш брат, значи малтер мешаме, дрва, се што треба, се правиме, такви генерации сме, не знамете, така ни оди едноставно. Ве молам едно топло добре дојде за мојот колега Илија Ќосевски. Добре дојде брат, фала ти што ми правиш вака чест да ми дојдеш на емисијата, да си се олабајме малце. Како нема да направам чест, после толку време не сме се виделе и супер. Погами, од кога? Од свадбата се не виде. Еј, видиш... Со маки сум дошол до твојата... Да бе, вистина, каков хаос беше тоа. Хаос. Наумив и дојдов. Да, страшна работа. Па добро, не се знаеме многу долго, соработваме на кога, од 2000, не така далечна, од 2005-та, 15-та, да, се знаеме уствари од 2005-та, 6-та. Да. Така нешто. Не се многу, така, лабаво едно. Сега доволно е. Засега, да. Нас ни беа, мислам дека доволни првиот пат кога се видевме и знаевме дека ќе имаме и соработки и се што. Ама то така си оди, кај нас работата наша енергија. Да. Гледаш, осеќаш енергијата, гледаш лабав човек, лабаво и си тераш, затоа емисијата лабаво се вика. Затоа и се викам лабави луѓе. Вага се, ти си, како што реков на почеток, што сакаш, се што е поврзано со музика, заборав да речем професор дека си, наставник, професор, не знам како се вика сега во средното. По законски е наставник, а онака сите милуваме да се кажеме професор. Да бе, да, значи ти си учители уствари. Да. Што мислиш, дали овие генерации денешни покажуваат повеќе интерес, пошто ти си баш во Штип во школото, дали има интерес кон музиката, како децата го градат интересот, дали професорите му помагаат во процесот и така натаму? И тоа е на многу осетлива возраст, каде што мислам дека најмалку обрнуваме внимание спрема таа возраст. И знам дека едноставно дека доволно, ако ме прашаш, не обрнуваме доволно внимание. Општо, целото општество, да никогаш не ги ставаме први нив, туку ги ставаме секогаш прво полнолетните, од 18 на нагоре, а не ги ставаме во прв план почетокот на тие генерации. Па дури можам слободно да кажем од 7 годишна возраст веќе кога почнуваме да разбираме за се едно нешто, дали е музика, дали е спорт, дали е култура, дали е образовни било какви науки, ние почнуваме од таа возраст. И тука ни се ствара целата таа љубов. Мене искрено, ако ме прашале на 5 годишна или 7 годишна возраст дали требало да одам на музичко, ќе сум кажал појма. Фала Богу. И затоа јас денес на мои другари, пријатели, познаници, секогаш им велам дека треба нивното дете да го пушта, па така, тоа да дознае. Така. И можеме слободно да приметиме дека во тие, не да кажеме за туцани, туку не толку доволно развиени или во некои општини каде што нема да се изучува музичко, и од таму најмногу излегуваат музичари. Така. Свесни сме дека од каде излегуваат музичари? Од Битола, од Скопје, така, од Штип. Не можам да речам. Да, реално е од таму и многу тука околу тие градови. Така. Бидејќи во тие градови се стационирани нашите музички школи, бидејќи ги нема во секој град, ги има само во 4 града во Македонија. И така, знаеме, од таму потекнува целата, конкретно ќе збориме сега за музиката, од таму потекнува, но тие помалку развиените, каде што не може да се изучува музика и не толку се развиени, бидејќи недоволно внимание им се обрнува на тие деца. Дефинитивно. А дали како растат, тоа е како да ви кажам. Видите, јас сум многу поборник, дури со мои колеги разговараме некогаш, бидејќи знаете, во денешно време во Македонија најсигурно да се бавиш со музика, а најсигурни пари се свадба.
од секогаш биле и ќе бидат уште долго, мислам. Па еве, јас сум еден од борниците за тоа, се борам едноставно како мислиш во ринг сум ставен, а дека тоа сакам да објаснам дека тоа уствари не е последното скалело. За жал кај нас се представува, дали се представува намерно или ненамерно, децата си го сваќаат тоа дека е крај, тоа е врвот во музиката кај нас, во нашата култура и затоа можеби ние сме на едно некое пониско ниво за разлика од сите останати наши соседни држави. Јас паметам која во соседни, да не именувам која соседна држава, беа толку многу лоши што, како да кажам, пример на национална телевизија која ќе пуштиш, мислиш како е без навреда, секое време си носи своји, нели, али како поминало тоа време, таму така застанало и толку е. Сега сме ние тук. Така. Така е. Не дека кај нас нема, мислите дека не можеме да набавиме нови технологии, дека не можеме дека тоа не е достижно во денешно време, дека нема нови камери, нема нови микрофони, дека нема нови светла и дека не можеме ние шоу да направиме или нема простор. Таман работа. Значи се имаме. Што мислиш ти, извини што ќе те прекинам, пошто нафрли темата. Што е потребно за ние да тргнеме напред вака музички? Ментално. Така? Да. И јас викам, мора да тргнеме од менталитет. Ментално мораме да ги тргнеме бариерите околу нас и да почнеме првично да се сакаме себе си. Така, ти да не ми ги имаш гледано видеата овие што ги... Па да ти кажам, во последно време ги немам гледано, но ќе ги изгледам. Има едни таму за менталитет, за нешто, дзирни ги, тоа е муаветот, че го... Да гледаш, затоа и соработуваме, имаме исти гледишта. Таа е енергија. И мислам дека првично од менталитетот треба да тргнеме, од менталниот склоп, дека треба повеќе и повеќе да се сакаме себе си, доколку видите, јас пошто сум и наставник и јас завршив, ќе го споменам, морам да го споменам, кај Даутовски. Професорот Даутовски е светскиот наш, тој не само што можевме да научиме народни инструменти и фолклор и сите традиција во Македонија како е да се негува, ние научивме и многу како е да се постапува со секој еден човек. Така. И како е да го сакаме сето она. Тој ни велеше доколку не можеш да му помогнеш на него, не му одмагај. Така е. Значи, доколку не ти се допаѓа нешто, значи не мораме да кажеме дека не ни се допаѓа. Ако кажам јас дека ти еве денес не ми се допаѓа капата твоја, мислиш дека тоа ќе ти смени нешто или ќе смени на цела публика нешто. Нема на никој да му смени, едноставно тоа е мој вкус. И толку. Но доколку ми се допаѓа, јас зошто да не кажам дека ми се допаѓа. Така е. Знаеш, живееме во еден свет кај што социјалните медиуми ни дават на сите право на глас. Мислам, технички сите имаме право на глас, ма не значи тоа дека сите треба да кажеме нешто. Значи дека кога ќе треба, кога си ти засегнат, тогаш треба да збориш. Кога не си, не мора, знаеш. И сите си го земат тоа здраво за готово. Кој стигна затоа и на социјални мрежи ова се дешава што се дешава. Побрзо луѓето ќе напишат нешто лошо, пошто така се осеќаат себе си, се осеќа лошо и тој мисли дека ако речи нешто лошо на некој, од некаков лажен профил или како и да е, дека него поубаво ќе му биде или дека ќе турни некој. Мислам дека со вие да ми се обраќаш, од преге се осеќам некако така. Знаеш што? Мислам дека не треба толку внимание да им се обраќа на тие луѓе, бидејќи ако се вратиме во 90-тите или 2000-тите, кога немаше еве ова денес што го имаме, и немој да мислиш дека и тогаш немало. Имало од секогаш такви луѓе, но не им се давало простор. Ќе си кажат во друштвото, нема да кажи пред сите, пред цел свет на социјална мрежа, тоа е тоа. Затоа денес имаме од секој вид по нешто лошо. Имаме лоши музичари, имаме лоши новинари, имаме лоши продуценти, имаме се лошо, но дали треба да им се даде внимание? Така е. Мислам дека не. Едноставно,
Порано се сеќавам, еве, ќе се навратам и пак во тоа време во телевизиите. Знаеш колку филтри требало да поминеш Така, дефинитивно. за да те има на телевизија, а камоли па да снимаш за телевизија или да снимаш музика, низ колку продуценти, низ колку филтри се, за разлика, еве, денес знаеме... Денески си дојдиш лабаво на емисија Да. Не, види, да, треба во денешно време, да, треба да се навикнуваме на денешнината, но не по секоја цена. Јас пак би кажал, видите, еве, ја не сум доволно по медиумски човек, јас секогаш сум сакал да бидам во позадина, јас сум почнал да се бавам со пење и со сето тоа, но едноставно сум бил самокритичен, може би за денешно време, може би престрог сум бил за некои работи, да. Тоа е секојаш така. Бидејќи во денешно време можеме да видиме се и се што ако не на телевизија, барем на социјални мрежи, на Златен интернет. аутотюн се пропеа. Јас сам си знам што се имам правено. Так. За некои... И асист, Да. вака, така. да пуштиме едно. Али тоа е продуцентска тајна, едноставно ќе кажеме. Што немаме правено, ние си пеат Нема да мислиш дека и за светски звезди тоа не се прави. дефинитивно, Да, дефинитивно. се прави. Фала Богу. Се прави, но умешно се како да кажем, не прекрива, туку умешно и професионално сето тоа на крајот изгледа. И кога ќе излезат на сцена, пак изгледа сето тоа добро. Така е. Не се како исплашени германци. Да, ама кога имаш веќе можност да коригираш нешто, нормално е. Значи, сегде можеш да го искористиш, да го направиш продуктот да изгледа супер, ама да не биде до некој претеризам кај што ќе оди во живо некој и снимката со живото немат благе везе. Да. Тоа е претеризам. Дај бе да направиме некој песниче, си за некој песниче. Ајде. Некако се многу сериозно му влеговме. Си ја носам гитарата тука негде. Види, пред 10 години да правеше емисија, немаше за ова да зборуваме. Немаш. Да. Носам и за тебе едно инструментче, извини, вака. Леле. Дај едно тарабуче, денес ќе да направиме тарабукаш. Ако ударни инструменти... Арапско тарабуче од Турција, специјално за оваа пригода. Чегај, сега имав трзалица негде, ама кај имав трзалица? Ќе ти кажем уште на сам старт, јас имам една мана, додека тропам, не можам да пеам баш... Така? Ако бе, тропај си, јас ќе запеам нешто, не е Не, ќе се трудам, јас секогаш не се откажувам, кај мене зборот не може, не постои. Браво. Да, се трудам, и да се греши, и да се... Така треба бе, брат, така се прави. Теа трзалица, да ја најдовме. Браво. Сега што ќе правиме? Направиме некоја наша песна. Ајде, не знам, публиката дали знае кои се наши соработки. Луѓето не знам дали се свесни, ние имавме 2015-та, двете. Да. И Макфест и Скопски 2015-та имавме по една песна. И то така некако спонтано испадна. Да. Па можеме да почнеме со нијасни ти да ја направиме, ако ми текниме не. Сакам да ги поздравам и останатите автори, тоа се Панче Касапски и Огнен Неделковски. Супер. И не знам дали ќе го погодам јас текстот сега, во случајов, Па добро, многу време е тоа. Да. Сад дали ќе ми текне на песната? Ќе си почнеме. Еден поглед, еден добар Така беше? сон. Една желба од двајца е повторно. Еден добар еден сон. Една желба од двајца е повторно. А за љубов драга веќе е касно. Нели ти е јасно? Каде одиш сега? Утре ке ме нема знае. Пара-па-па-па. Ни ден, ни миг, зај не би можел како ти да се преправам. Ни јас, ни ти, за ова никој не е крив. Крајот пристигна. Сонце гре, ништо исто не. Најди некој друг, најди некој друг. За
ден, ни миг, знај не би можел како ти да се преправам. Ни јас, ни ти, за ова никој не е крив. Крајот пристигна. Ни ден, ни миг, ни јас, ни ти, ни ден, ни миг. Ни ден, ни миг, за ова никој не е крив. Крајот пристигна. Никој не е крив, може да комшијата евентуално. Ајде, зубо некај. Нека стоја прва. тука. Виде, малце ја загрешив, јас ама не е страшно, ко да ја немам пеено во живот. Супер е човек. Замерак. Супер е човек. Кажи ми сега, кажи ми. Јас исто кога ќе правам свирки, многу често ми се дешава да заборам да испеам моја песна. Ќе се занесам во атмосферата, ќе тргни приказната, луѓе ќе почнат да нарачуват, се дешава, се е супер и на крајот ќе заврши свирката и си речем чекај малце, јас што свирив моје, разбираш? Да. Се занесуваме некако во процесот. Дали мислиш дека тоа е еден битен дел кај музичарите за промоција на сопствените песни? Да, тоа е многу голем кикс, ќе кажем, кај самите артисти, бидејќи вака. Ти ако не си ја промовираш твојата песна, а ги промовираш сите останати, ти го воздигнуваш тој артист. Така. Не се воздигнуваш сами од себе. Дефинитивно. И јас сегогаш правам разлика. Има артисти, има свирачи. Едно е да бидеш артист, друго е да бидеш свирач. Татко ми вика музиканти и музичари. Или така. Да. Еве, ќе го спомнеме, знаеме која е легендата кај нас во нашата музика, Тоше Проевски. Така. На самиот почеток, тој извади еден куп песни наеднаш, така? Во рок од една година тој извади можеби 5-6 песни. И сега, тој исто денешните артисти не го знаат патот, тој е трнлив. Јас можам да набројам неколку и затоа тие имаат и добра цена за настапи, имаат и добро се, едноставно и кога ќе ги споменеме, сите ги знаеме. Тоа не е ништо случајно, барем можам слободно да кажем, бидејќи јас сум секогаш од другата страна и ги гледам, ги анализирам малку работите. Вие кога настапувате, вие гледате првично да направите атмосфера. Точно. Во таму каде што сте ви и тоа е сосема окей, али од другата страна, например, еве ти си изведувач, кантавтор, продуцент, се. Канта пред се. Да. Не. Кантавтор, не. Ти си види, јас од секогаш сум кажувал не дека сум сега кај тебе во емисија и дека ти правам лице. Ај, пофали ме, малци, пофали ме. Ти си еден Че од... вака да Можем слободно да кажем еден од најталентираните, бидејќи кој не е соработувал со тебе, не знае. Значи, тебе те гледаат како Виктор, првично мене ми веќе смета тоа, Виктор од Идол. Име ми смета, ама добро, ајде се, не, тоа е. види, Виктор од Идол беше Виктор од Идол тогаш. Дефинитивно. Виктор сега е сосема различни од Виктор и како прво многу сме созрејани, за разлика од тоа време до ден денешен. Добро, како се претеруваме многу, добро е да речиме дека сме созрејани. Еден од најталентираните, можам слободно да кажам, и сите кои се соработувале со тебе можат слободно и мислам дека истото ќе го кажат, бидејќи, како да кажем, ти живееш за музика, ти живееш од тоа, не ти е битно само да направиш лице, затоа си и толку реален. Тоа е така. Затоа си и толку види, тебе те знаат секогаш во она највеселото лице. И затоа ти креираш лабава емисија сега. Дефинитивно. А не те знаат како озбилниот Виктор. Па ретко да ти кажам, ретко кој ме знае. Во Јас ја имам често да те знам како озбилен Виктор и знам колку голем професионалец и ти во сето тоа што го доработиш, можеби и треба некаде да гостуваш или да си направиш еден свој подкаст
каде што ќе си го покажеш и то професионално лице, бидејќи ти си јавна личност и треба да те знаат во секаков вид. Па добро, не дека не е опција и то да биде. Да. Како што тргнало една емисија, друга, петта, нешто, Една ти треба можеби озбилна емисија, буквално, не за политика, не за такви работи. Душа денес малци и озбилно му влеговме, ама не е страшно. Види, да, влеговме озбилно на самата тема, да, ама ние мораме да бидеме двигатели, мораме некогаш и да говориме за тоа, бидејќи не е се така розово и да викаме дека треба артистите да градат цело време само со жолта штампа, кариера, дека кој станал во 6 часот и трчал на кеј, кој се сликал со тој, кој се смувал со овој и гола слика, какви гаќи носеле и такви работи. Мислам, тоа е толку многу веќе издегустирано. Јас мислам дека уште народот го интересираат такви работи повеќе отколку што го интересира музиката на некој изведувач. Јас ќе кажам, ама ако му сервираш нешто поубаво, може да и ќе го вкусат. Не можеш да знаеш. На шведска маса го клаиш поќе јадење. Да. Не можеш да знаеш, може да ќе пробат. Мислиш кога се креирала, ќе кажем, популарната македонска музика кога се стварала после Југославија, мислиш дека тогаш немало лоши артисти? Имало, фала Богу, секогаш. Ама се промовирале па тоа е. Лепи Сол, така. кои ден денешен ги Така знаат си. од 7 до 77, Драган Мијалковски, Славе Димитров, Така си. Двигателот, слободно ќе кажам, на македонската музика од наша возраст, од тинејџерски години, Дарко Димитров. Дефинитивно. Мислиш дека Ден денес е двигател, тој не е од наши години, ден денес е. Затоа му е дадено во тоа време шанса и тој ден денешен е тој. Сваќаш, и тогаш е имало лошо се, ама... Да, ама видиш, денешно време има одлични артисти, има одлични композитори, има луѓе што стварно светски работат и што соработваат со странци и сегде му функционира нештото, освен тука. Види, тоа што е добро, јас секој пат ќе кажам, трае долго. Ако сакаш направи 500 промоции, ако нешто не е добро, едноставно нема да ти помине. Да си жив. Мислам дека и милиони да вложиш во сето тоа. Види, ќе помине, али тоа од кратко ќе трае. Така, тоа сакав да го кажам. Кратко ќе трае сето тоа. Значи, еве, пак ќе споменам. Кај нас ни фали, првично, јас барем мислам во македонската продукција, фали многу повеќе, не дека имаме, тие што ги имаме се баш на место менаџери. Ние немаме менаџери, самите артисти не се научени да работат со менаџери, бидејќи знаат првиот збор што е: да бе, јас ќе пеам цела вечер, тој ќе земе поголем дел од мене. Не го гледаме долгорочно сето тоа. Не е само тоа, има многу луѓе што се изгорени порано од претходни искуства и луѓе слушале муабети. Ама тоа не значи дека треба да прекинеме со менаџерството. Тоа е така, не може пејач и менаџер да биде со време на секој. Колку си недостапен, толку си по-атрактивен за... Знаеш, се што не ни е прифатливо, се повеќе и повеќе го посакуваме. Не дека тоа е нешто многу, како да кажам, нешто посебно. Било што, ќе спомнеме нешто за јадење, го немаш, не можеш да си го приуштиш или, еве, не можеш да стигнеш во некоја земја и ти упорно ја повеќе и повеќе посакуваш, а има еден куп добри места, а се поевтини за да ги стигнеш. Така е. И на крајот, исто и кај нас во музичката индустрија, не ја доволно знаеме индустријата и тоа е еден од причините што кај нас во музичките школи не се изучува тоа. Да си жив. Виш го си легна темата? Ние сме, како да кажам, ние сме заглавени во еден период. Да не, види, нема да споменам кој период, секој период си, да. 16 век негде. Не знам во кој период сме, али сме дефинитивно заглавени каде што ние, еве, жална приказна ќе ти кажам,
и супер е да ја знаат јавноста. Супер. И ќе го споделиме ова и отпосле и по И ќе интернет. го споделиме, да. Денешните деца не знаеја уствари кој е Макфест. И еве јас како двигател во многу работи разговарав со организационен одбор на Макфест, разговарав со нас кај нас во школа и велам ќе ги носиме децата на генерални проби на Макфест. Супер од двете страни и доаѓа моментот да им го соопштам тоа јас на децата. И велам ќе ве носиме, имаме една убава вест, ќе одиме на Макфест на генерална проба да ви И ти очекуваш, да, ствари. Реално, да, јас тоа го очекував и ме гледат вака. Во штип децата. Да. Браво. Во Штип, јас во мој клас имам 2 деца од Штип. Да, бе, добро. Што Во школа е во Штип. 80-90% се од страна. Да. Сакам да речам од таа околина претежно. Да, и велам ќе одиме на генерални проби, ме гледаат и можеби и прашувам знаете ли што е Макфест и они ми кажуваат да, некаков надпревар, неколку деца, али го спомнав едно друго шоу и тоа сите го знае. Браво. Еве тоа е еден апел до сите медиуми, до сите телевизии, до сите луѓе да си го поддржуваме, да си го сакаме нашто, да им го презентираме, бидејќи на мене мајка ми го презентираше Макфест од секогаш и сме седеле да го гледаме дома фамилиарно. Так. И ако сме немале финансии да не однесат на Макфест, Така да барем ќе го барем гледаш ќе на го телевизија. гледаме на телевизија и ќе Така. пееме песни и ќе одам да собирам автограми од пејачи и непознати и познати и така да И така некако си влезе во приказната да и си влегов во приказната и еве ќе се пофалам сам 16 години активно на Макфест со над 20 песни. Браво. И некој ќе каже па ни една песна не ти ги знаеме, да, бидејќи јас не сум тој што треба да ги промовира, Така, јас сум дефинитивно. композиторот и јас сакам да бидам позадински играч и позадински човек што не мора да знаат чија е песна. Има една што мислам дека ја знам, Ајде, што фати едно, да не речам, мислам дека убаво. награда за сценски настап, вака како да ми е во сеќавање некоја фестивал за пење. 2020 некоја, да. Фестивал за пеење доби награда за сценско играње. Ама тоа е правилен артист за мене. Да. Пошто пејачот е така разигран и се вика срца камени. Ајде. Ајде ама земи го тарабучето и да го решиме муавето за денесот и многу бе муавети направи. Ќе правиме и парт 2. Ќе правиме дефинитивно. Имаме долги муавети. Чекај. Како беше бе? Така некако беше, да. Да следиш секој збор, Со приговор, белези по теорија на заговор. да следиш секој миг, за тебе се е три. Од глава филм до филм, не сум Дейвид Коперфилд. Стално сонниче, но без сознание. Небитно што е битно, барај оправдание. Пари без потребни, тоа го сакаш ти, но еден ситен битен детал изгледа заборави. Не можеш ни на сон да најдеш некој друг што мене ќе ме замени. Желби милион, неистинети ми носат срца камени. Ни на сон да најдеш некој друг што мене ќе ме замени. Желби милион, неисполнети ми носат срца камени. Оу, оу, О, 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 оу, оу, носат срца камени. Оу, 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 оу. Најбарана песна на лајвој не беше ова. Нема да ме смениш, нема да ме згазиш, некој грешел, уште патиш, не сме сите исти, еден ден ќе сватиш, што сум значил, што сум дал и ќе плачиш. Не можеш ни на сон да најдеш некој друг што мене ќе ме замени. Желби милион, неисполнети ми носат срца камени. Ни на сон
најдеш некој друг што мене ке ме замени. Желби милион, неисполнети ни носат срца камени. Брат, фала ти што ми дојде, што ми гостуваше. Муабетот нема крај. Ама вака лабаво, јас мислам дека ќе го повториме уште еднаш, само што другиот пат малце на пониско да подлегниме некако да се полабајме малце. Направиме некоја полба или ако ништо друго, но шанче да клајме тука, што викаш? Имам некоја таква замисла, не знам што ќе види од двете, може и двете ќе видат. Може да и шанче и пониско. Ниско шанче. Ниско, така, тука да те доте. Може, фала ти што ми гостуваше. Фала и на... Дечки, фала ви вас на присуството, се надевам дека си поминавте убаво, направивме еден тон муабети, малце посериозно му влеговме на темата, ама ако, пошто е битна тема и треба да се збора, и треба еднаш да научиме да си го сакаме нашето и си го цениме тоа што си го правиме тука. И како што сите околу нас си го ценат нивното, треба да научиме малце од соседите и да си го направиме нашето да биде, ако не на такво ниво, барем малце повисоко. Фала ви уште еднаш и се гледаме наредна емисија. Поздрав!